шармантни, привлечни, допадливи пријатели, а особено пријателки, здраво! Поздрав сите присутни и оние кои што се оправдано одсутни. Денес со нас, ние со вас. Ова е мојата омилена македонска рок група на сите времиња, Лепи Сол. А мојата омилена странска рок група, му даме брзина малу, бум, 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 бум. Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Crazy Slave in the mix. DJ Славе осуден на вечност, гостин во Охридски разговори кои ги снимаме во неговата DJ Пица. DJ Славе, DJ Пица се е врзано со музиката. Дали е животот музика за DJ Славе? Да, се е музика. Мислам, музиката мора да биде дел од животот, инаку без музика нема живот. Сериозно. Кога почна со музика да се занимава DJ Славе, се сеќава? Многу одамна се сеќавам, започнав да се занимавам со музика, односно да слушам музика интензивно кога бев на 5-16 години. Заглавив во болница едно 10 месеци. Тоа во минатиот век беше така? Да, многу одамна, во минатиот век, да. И слушав радио, слушав плочи, собирав уште од тогаш плочи, така да тогаш почнав да се занимавам со музика, да слушам музика интензивно. Меѓутоа, моите почетоци се врзани со изборот за најдобар диск џокеј на Македонија во организација на ревијата Екран. Тоа беше далечна 1978 година. Отидов в Скопје, се пријавив на тој конкурс и на моје изненадување победив, иако не ни знаев ни кај е Скопје, ни кај е Турист, дискотеката. Следната година повторно имаше избор, повторно учествував, повторно победив. До следната година не учествував, до другата учествував пак и пак победив и после веќе немаше смисла да се оди на натура, мислам, стварно беше непријатно. Неприкосновен. И јас почнам да ви зборувам, вие можеби немате поим кој ви зборува. Ако немате поим кој ви зборува, јас имам поим ви зборува најблесавиот, најлудиот, но сепак најшармантниот и најупорниот диск џокеј на зимата топка, односно Касус Клин на диско музиката, DJ Crazy Slave, осуден на вечност. Многу награди се врзани за вашето име и како уредник на Радио Струга. Да, бев музички уредник на Радио Струга и радиото беше едно од најнаградуваните во тоа време, особено на музички план. Јас како музички уредник и водител и монтирав емисии, сето тоа на тие надпревари на локалните радиостаници. Добивавме секоја година награди и тоа беше еден дел од мојот живот. Над 10 години бев во тоа Радио Струга. Ги спомна плочите, колку ги имаш? Ги избројали некогаш? Па не сум ги избрал, сум ги бројал, тоа се неколку илјади плочи, шо лонплейки, шо сингли, повеќето се оригинални, која мислам оригинални, купувани од на запад, тоа време од Германија или од Италија, бидејќи нашите кои што се издаваат тука во поранешната држава, Југотон и ПГП, квалитетот им беше
упола. Може ли Славе да направи една паралела сега? Плочите тешко се набавуваат денес затоа што ретко кој ги слуша, а на времето кога почнуваше ти со својата музичка кариера, уште потешко се набавува затоа што малку ги имаше, требаше се чека. Има ли поврзани анегдоти околу набавката на квалитетна плоча, на квалитетна музика тогаш? А не само што тешко се набува, него беа и многу скапи. За тоа време ние сепак не бевме толку моćни и богати, така, особено моите родители, така беа една скромна фамилија и ние на секој начин се сноđавме како да дојдеме до плочи, што време беше популарно одење во Трст, купување супер рифле, носење, препродавање и купување плочи за да излези некој динар. Инаку многу тешко, а често одеви во Минхен, таму имаше доста голем избор и Минхен е од поубавите градови во Европа и така често одев таму и малку ќе поработавме нешто, да иставиме некој динар и да може да купиш плочи, тоа е. And dance the blues. Ова е една легендарна песничка од 80-тите години. To the song that's playing on the radio. Let's dance. David Bowie. Color lights up your face. И нормално за да расположението биде уште подобро, тралала музика. Аплауз специјално за мене. Life is life. Група Опус. Травала музика. Oh yeah, baby. La 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 la. Травала. La la. Славе, се сеќаваат сите, беше неприкосновен приредувач на извонредни забави, отворени, затворени дискотеки. Кога ќе се сетите на тоа време, може ли да направиме на споредба со ова денешно, во сега и оно што денес се слуша? Да? Има ли квалитет во денешната музика, квалитет во денешната забава споредбено со тоа? Секој време си носи свое. Како не. Денеска и поголеми забави се прават. Значи, се прават поголеми забави. А сега релативно е кој како сваќа дали беа подобри или полоши. Меѓутоа, дека сега дижокеите, особено познати дижокеи, прават спектакли, што е веќе спектакл, не е веќе, тоа е машинерија, организирана. Сегашните дижокеи се продуценти. Порано беа дижокеи, а сега продуцентите станаа дижокеи, кои што продуцираат музика, кои што има тим зад ними, кои што им работи, им подготвува и така да. Меѓутоа, сите, секој се сеќава на своето време, на својата младост и веројатно таа младост, кој ќе си млад, све е лесно. И така да, за тоа не може да се речи кога беше подобро и тоа, секој си има свое време. DJ Crazy Славе. Зошто Crazy? Кој ви го даде? Да. Прекарот. Па Crazy затоа што забавите беа луди, да речеме особено во Бисер, една од легендарните дискотеки кои што цела Македонија доаѓаше таму, нема некој, ево да речем 50 годишен плюс минус што не бил таму. Значи забавите се правеа така што јас влегував в публика со микрофон, па сите играа, пеја, значи сега она кариоки што вика, тоа беше невообичаено и зато така Crazy забави така. Вие сте своевидна временска машина, ги враќате луѓето назад во времето сега со вашите сетови музика, се уште сте активен, може да ве слушнат окридени во План Б, меѓутоа гостувате и во кафетерии, во клубови, во Скопје, во Струга, секаде. Има ли се уште енергија кај Славе? Па се трудам така малку да сум поприсутен,
на мое задоволство, а се надам и за задоволство на публиката. Значи не ми е тоа приоритет, не ми е тоа веќе занимање како што ми беше. Па да, значи ова е едно задоволство и така има одредени места кај што можеш да се доискажам, да се изразам, да речем, особено кога ќе пуштам музика со плочи, значи тоа ми е специјалност. Значи тоа ретко кој го прави во Македонија. Значи, Така и ден денес пуштате музика на грамофонски плочи. Да, во 80% случаи пуштам на плочи, особено во места кај што публиката тоа и го бара, инаку и на CD-а и така. А меѓутоа углавном на плочи. Life is life. Музика на струја, музика на плочи специјално за вас, DJ Crazy Slave. She's crazy like food. Bye bye, Daddy Cool. Daddy cool. DJ Crazy Slave имаше отсуство подолго, 10 на 15 години поточно од клубската сцена или од активното пуштање музика, повторно се врати на неа, но едно време и не живееше во Македонија, патот те одведе во Соединетите Американски држави. Да. Оттаму ни ја донесе DJ Pizza во Охрид. Да. Па јас подолго период бев во Америка, едно 16 години, 17, и малку се заситив од овде, организирав и концерти со сите познати пеачи, ги носев тоа, мислам, по низ цела Македонија, дури и пошироко во бивша Југославија. И се заситив и отидов за Америка, и Америка ја сакав и порано оде вака на туристички и така, меѓутоа се решив да се иселам. Мислев година, дена, 2-3 и тоа се провлече на 16-17 години, али благодарам на Господа, ето се вративме, има веќе 3 години, сите фамилиарно, тука сме во Македонија, во Струга, живееме во Струга, во Охрид имаме бизнис и така да, ево, отворивме DJ Pizza, пошто и тамо се занимававме со пицерии и сега се обидовме да направиме нешто поинакво малу, во амбиент, па во менито и така. Што е тоа поинакво, што е тоа интересно, што Славе го донесе од САД во DJ Pizza во Охрид, во центарот на градот, на Партизанска? Да, па види, мислам, начинот на кој ја подготвуваме пицата е поинаков, тестото што го правиме е поинакво, и сосот е поинаков, и сите други работи што ги додаваме комбинации, затоа што секоја храна си има своја комбинација, не оди се со сешто. Тоа е нормално, секој го знае тоа. Како и во музиката. Па нормално. И за тоа имаме прекрасни сендвичи кои што ги правевме во Америка, кои што се овде доста популарни, така речеме како chicken Philly steak, па chicken parmesan и така, значи кои што ги пробале, се воодушевили и се навраќаат повторно на тоа. Инаку во Македонија во главном пиците, тестото сите го прават на еден одреден начин и сите личат на исто. Ова е нешто различито, не се, мислам, фалам. Значи, кој што ќе дојди да проба и тоа ќе може да разговараме.
Која е поголема љубовта, кон пиците или кон музиката? Музиката нормално, меѓутоа као втора љубов ми е кујната, значи сум сакал Америка со пањци мијање, тањери, па до правење пици. И тоа ми е задоволство на вистина кој ќе влезам кујна исто така. Меѓутоа музиката ми остана као прва љубов, иако сега активно не се занимавам со тоа, не се бавам со тоа. Идни планови? Врзани за музика или за пицата? Повеќе за пица, нормално, за бизнис, а ова чисто рекреативно задоволство, кај што ќе ме поканат, иако сум така со време и расположен, ќе настапам. Имаш ли подготвено некој настап, може би, или имаш добиено некаква покана сега околу празниците некаде? Може ли дека да те чуеме, видиме? Ангажман има сега на наша ТВ, тамо кај Жанко Неберигајле, ќе оди на 8 емисијата, една цела емисија, 2 часа, музика, разговори со плочи, со тоа така. И настап во Клопшиите во план Б. Да, во план Б сме и секој викенд сум, во сабота. Тамо е еден вид на специјална забава, да речам. Значи, тоа е до 12 се пуштам музика по мој избор и после тоа оди све по желби на гостите. Така, не се И ги комбинирам песните, значи не пуштам све, меѓутоа, да речеме, ги комбинирам во ритам, али углавном се желби. И така да функционира и задоволство име на деца, пушти ми ова, пушти ми ова, зашо да не? Пуштена музика на струја, музика на плочи. Story of my baker, meanest cat from old Chicago town. Приказната за Ма Бейкер. She was the meanest cat. Chicago town. She was the meanest cat. She really mowed them down. She had no heart at all. No heart at all. She was the meanest cat. Oh, she was really tough. She left her husband fat. He wasn't tough enough. She took her boys along. Cause they were mean and strong. Ma Baker, she taught her poor son. Ma Baker, to handle their guns. Ma Baker, she never could cry. Ma Baker, but she knew how to lie. И малку добар ритам, држите ритам. Ритамот на срцето, ритамот на љубовта. Ритамот на DJ Crazy Slave. Ритамот на Lips Incorporation. Funky, funky, funky town. Gotta move on, baby. Gotta move on. Gotta move on. За крај ќе ни откриеш ли тајната како може да се успее да си актуелен толку многу време во светот на музиката и во бизнисот? Па види, упорен треба да си и да имаш среќа во животот да го работаш она што го сакаш. Тоа е најважно. Значи, ако работаш нешто што не го сакаш, значи нешто што ти представува терет са бајле да станеш, па треба да идеш да работаш нешто што не го сакаш, тоа е тешко. Јас сум имал среќа. Да, јас сум имал среќа, ето сум работел цел живот со музика, со музичари, со дискотеки, со радио станици и после тоа Америка со пицери, ресторани и тоа, и сум го сакал и тоа, така да тоа ме одржува. А па и сега еден е Славе, осуден на вечност. Hollywood Beyond. What's the color of money?
feel my pride, principles denied. Passion, faith, and soul to the anthem green and gold. Color of the virtue, I work you like a slave. More precious than life itself. What's the color tempting fate? What's the color of money? What's the color of money? Don't tell me that you think it's green, me you know it's red. What's the color of money? What's the color of money? Don't tell me that you think it's green, me you know it's red. What's the color of money? Поврзано со парите. Стружаница Дристо Крле рекол, напишал, парите со тепувачка, јас велам без пари умирачка. Principles denied. Вистинско задоволство е да се разговара со човек како DJ Crazy Славе, но доколку тој ја водеше емисијава, како би ја завршил? Па ја би ја завршил со една песмичка убава фина на еден мој драг пријател, Миодраг Миле Врчаковски, кој што специјално пред 25 години ја напиша за мене и еве дел од таа песна. Вика, човекот е создаден да пати, а бистрата вода да се мати, жабата е створена да крека, а Славе за во дискотека. И уште нешто. Земјата со глисти е полна, овците се стрижат за волна, кравите се осудени на млечност, а DJ Crazy Славе на вечност.